civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ќе започнам токму со последните официјални бројки на УНХЦР, кои што имаат отворена посебна страница за ситуацијата со бегалците во Украина. Според нивните податоци, податоците се апдейтираат на 24 часа, значи овие се од вчерашни. Според нивните податоци, како бегалци, границата ја поминале границата со соседите на Украина, значи зборуваме за Полска, Романија, Молдавија, Унгарија, Словачка, Белорусија и Русија, поминале вкупно 3.674.952 лица кои се регистрирале на граничните премини како бегалци. Значи, оваа бројка е значително поголема со оглед на тоа дека границата ја поминуваат и оние кои што не го бараат статусот на бегалци и оние, како што слушнавме од претходните излагања, кои што се враќаат, она што зборуваше Астрид, значи доаѓаат, меѓутоа и повторно се враќаат назад во својата земја да помогнат или на фронтот или на своите мажи, сопрузи, татковци и така натаму, односно на постарите лица кои што се уште се заглавени во своите домови. Што се однесува, еве ќе продолжам од таму, конкретно за Северна Македонија, ние не сме директно на рутата на бегалци од војната во Украина, меѓутоа сепак нашата влада, според последните информации, она што го изјави на вчерашната пресконференција портпаролот на владата Душко Арцовски, владата презема конкретни чекори и се задолжени неколку министерства, пред се Министерството за труд и социјална политика, потоа Министерството за здравство, за финансии, за надворешни и за внатрешни работи на нашата земја, да преземат мерки за организирано прифаќање на евентуални бегалци и нивното сместување. Самото Министерство за финансии е задолжено да обезбеди 120 милиони динари за хотелско сместување и дополнителни услуги за сите оние кои што ќе дојдат во Украина, а ќе го прифатат, односно ќе се пријават како бегалци. Според последните информации нема луѓе во нашата земја кои што го парале тој статус на бегалец и сите кои што доаѓаат и се сместуваат кај роднини и кај пријатели. Меѓутоа, според информациите на Министерството за внатрешни работи, заклучно со вчера во земјата влегле 1924 украински држави, а на излез од државата во овој период се регистрирани 1365. Значи, тоа се некои официјални бројки кои што ги имаме од нашата држава. Јас ќе се надовртам на она што го зборувавме, дека ние како организација за човекови права и слободи бевме меѓу првите кои што упативме недвосмислена поддршка и солидарност кон сите украински граѓанки и граѓани, меѓутоа упативме и апел и поддршка за сите оние храбри луѓе, граѓанки и граѓани во Русија кои што ќе станат гласно и храбро ќе се спротивстават против против нивниот агресор, против Путин и против безмислената војна која што ја води, а ќе застанат на страната на слободата, на демократијата и на мирот, затоа што овој конфликт сите знаеме дека оваа војна е апсурдна и дека не се работи за некои територијални претензии за ресурси и други воени цели, туку се гадат фундаменталните човекови права и слободи на цивилите во Украина. Значи имаме жени, деца кои што се цивилно население, кои што чија бројка на починати постојано и во континуитет од час за час се зголемува. Кога зборуваме за правата на бегалците, треба да се потсетиме на Универзалната декларација за човекови права, врз кој член 14 е градена или правот, односно делот од Женевската конвенција за бегалците, значи оној дел кој што се однесува на бегалците, тоа разбира дека секој има право во друга држава да бара и да ужива азил поради прогонување и дека секој може да се повика на оваа право без разлика дали станува збор за воени действија, како што сега се случува во Украина, или пак тоа произлегува од политички злосторства и други действија што се спротивни на целите и начелата на Обединетите нации. Зошто ја спомнувам Женевската конвенција? Затоа што таа и во моментот, меѓутоа и дополнително ќе биде навистина неопходна основа за меѓународна заштита на
бегалците и таа ги нели добро во меѓународни граници добро ја дефинира што значи бегалец и кои се правата и врските кои што ги имаат тие. Конвенцијата, еве чисто информативно ќе речам дека и протоколот за бегалците прв пат повика потекнал од 1967 година и го подпишале 149 држави. Меѓутоа на конвенцијата од 1951 година се консултираат сите претходни или меѓународни документи поврзани со бегалците, кои што на некој начин обезбедува најголема кодификација за правата на бегалците во меѓународното право и сите оние кои што ја подпишале конвенцијата, вклучително и нашата земја, се должни да ги заштитуваат бегалците кои се наоѓаат на нивната територија. Овој бегалски бран кој што доаѓа од Украина, кој што постојано ќе се зголемува, предизвикува уште еден проблем за меѓународната заедница, а тоа е трговијата со луѓе како нели организиран облик на криминал кој што е распространет низ целиот свет, меѓутоа кој што во војните конфликти секогаш имаат добра основа и подлога за нивно и поради хаосот кој што настанува нели за зголемување и искористување на таа ситуација. Експертската група, например, на Советот на Европа за борба против трговија со луѓе предупреди уште во старт за опасноста која што доаѓа за луѓето кои што бегаат од вооружениот конфликт во Украина, да бидат жртви на трговија со луѓе и експлоатација. И посебно зборуваме за жени и за деца, особено за оние деца кои што доаѓаат од сиропиталиштата и немаат некоја поддршка од возрастни луѓе. На тоа предупредија и голем број граѓански организации, новинари кои што се уште се на првите борбени линии и тие алармираа за сомнителни случаи на трговија со луѓе и има извештаи, например, каде што се таргетира токму нели како што реков децата без родители кои што бегаат од Украина и има голем број на такви на деца кои што се водат како исчезнати. УНИЦЕФ исто така повика на старт нели да се зајакнат мерките за заштита на децата кои ја преминуваат од Украина во соседните земји и според нивни информации, последни информации кои што ги имаат, да се работи за повеќе од 500 деца без придружба кои биле идентификувани дека ја преминале границата од Украина во Романија од 24 до 17 март и оваа бројка се верува дека е многу поголема и сите овие деца се изложени на ризик со трговија со луѓе и експлоатација. Инаку уште еден податок, еве веќе кога почнав со статистика, според меѓународната организација за миграција, речиси 6,48 милиони луѓе се внатрешно раселени во Украина и уште еднаш ќе напоменам сите овие бројки за кои што зборувам се драстично поголеми токму поради нели неможноста и случувањата нели во Украина да се следи да се направи да се сумира една точна бројка. Значи како се зголемува периодот на војна агресија во Украина, така ќе се зголемуваат во континуитет и бројките. Кога зборуваме за хуманитарниот аспект, јас ќе се повикам на еден прилог што го направи колешката од Фронтлайн Мартина Ацовска вчера за од хуманитарните пунктови кај нас. Значи има два хуманитарни и со тоа ќе апелирам нели до граѓаните доколку имаат можност да се упатат до нив и да донираат. Хуманитарен пункт има на две локации во Скопје, едниот е на плоштад Македонија спроти ресторанот Латераца е отворен секој ден од 10 до 8 часот навечер и вториот се наоѓа во магазинот на компанијата Кордингорска во Ѓорче Петров на улица Шарпанина број 4 во населбата Даве Груев. Од она што може да се види од видео прилогот на колешката која разговарала со луѓето на пунктот дека најмногу им се потребни храна и средства за хигиена, кебиња, лекови, завои и слично и дека начинот на тоа еве и за тоа зборувале дека начинот на пренесување на хуманитарната помош во Украина стигнува со возила, камиони, а доколку е финансиска помош тогаш преку банкарска сметка. Со таква
банкарска сметка уште на почетокот нели може да се види, да се најде на сајтот на амбасадата на Украина во нашата земја. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.